Премиерот Зоран Заев во интервјуто за грчка Алфа телевизија вели дека е оптимист дека прашањето за името може да се реши во првата половина на оваа година и дека тој нема црвени линии во преговорите. Според него, решението треба да биде прифатливо за двете земји, со коментар дека такво решение постои, но избегна да открие детали за како што рече да не го урниса преговарачкиот процес. Заев е убеден дека ако постојат црвени линии во преговорите, тие би биле само кочници или блокада за изнаоѓање на решение. Ако зборуваме за некои црвени линии или црвени граници, јас не би го користил тоа како можност, заради тоа што тоа ќе биде и пречка да се изнајде решение на овој проблем. Јас би сакал повеќе да користам одредени други методи, да црвената линија буквално нека биде таа светликавата линија која што во мрачниот пат ќе не води кон решението на проблемот. Или она како што конецот на Аријадата од вашата митологија тоа го покажува, или би го рекол да го совладеме Минотаурот кој се испречил на патот на нашето решение. Така да за нас не би биле никакви причини изговорите како црвена линија во одредени ограничување на разговорите. Ако постојат црвени линии, тие црвени линии би биле само кочница или блокада на изнаоѓање на решението. Нашата црвена линија е линијата која што свети силно како водилка по патот за да дојдеме до конечното решение на проблемот. Во однос на евентуалните преименувања на аеродромот или автопатот, тој одговори дека ако тоа е од голема важност, спремни се да разговараат и за тоа прашање. За Александар Велики пак рече дека може да биде нешто што ќе не спојува сите, а не да не дели. Интересно е што во целото интервју премиерот постојано избегнуваше да каже Македонија, туку најчесто го користеше терминот мојата земја. Сепак Заев не пропушти да напомене дека во однос на решението за спорот за името ја очекува поддршката и од опозицијата. Мене ми е важна поддршката од граѓаните на мојата земја, но секако ми е важна и поддршката и на опозицијата. Во целиот овој период, буквално уште од седмицата кога бев избран за премиер и бира на мојата влада, јас повикав на соработка со опозицијата. Секојдневно градам и односи на соработка во опозицијата по многу важни прашања за граѓаните, како што се реформските процеси, но истовремено градеме прашања и за сето она што представува национален интерес на нашата заедничка земја, без разлика дали сме власт или опозиција. Тој откри дека би сакал да се сретне и со лидерот на независни грци Панос Каменос и со лидерот на Нова демократија Киријакос Мицотакис, но откако прво ќе се сретне со грчкиот премиер Алексис Ципрас.